Регистрација со мејл адреса, пополнување генерали и внесување сума од трансакцијска сметка. Со неколку кликови секој поединец типува мечеви, врти рулет или игра покер. И додека граѓаните трошат милионски суми на несигурни, непроверени онлайн страници за обложување, државата за возврат добива 0 денари. Министерството за дигитална трансформација најави дека побарало од Агенцијата за електронски комуникации да ги забрани за пристап сајтовите кои оперираат од странство. 173 на број, а дел од нив се и реномирани и регистрирани приредувачи на среќа. Мултинационалната Максбет, но она регистрирана во Србија, е на црната листа до која Телма дојде. Максбет е во друштво и на други приредувачи на игри на среќа, како од регионот, така и од Европа, но и светски познати имиња. Винбет, 22бет, Супербет, но и меѓу нив бразилски оператор меѓу најкористените од македонските обложувачи. Проблемот е што тие немаат лиценци во државата, не плаќаат данок за обложување, а ниту па граѓаните плаќаат данок на добивката. Министерот Андоновски синоќ им порача на играчите да си ги повлечат депозитите. Апелирам до досегашните играчи во најбрз можен рок да ги повлечат сите депонирани средства и да не се подведуваат на лажните и манипулативни имейл пораки кои ги наведуваат да ги користат овие нелегални страници на несигурен и небезбеден начин. Но проблемот не почнува ниту завршува со пристапот до овие онлайн платформи. Не една затворена се отвораат две новија според надлежните решението треба да е системско, односно се забрани граѓаните да го користат кодот МСС 7995, кој е интернационален за игрите на среќа и обложувањето на интернет. Телма се обида да добие информации колку пари на граѓаните завршиле на сметките на странски онлайн приредувачи и воедно колку државата загубила од неоданочувањето на овие трансакции. Премиерот денеска најави дека во завршна фаза е законот за игри на среќа, бидејќи со постоечкиот и неговото толкување, државата дозволи онлайн кладење и тоа издаде 3 лиценци на приватни субјекти, меѓу кои и подружницата Волкано на црногорската компанија Везув. Но најновата листа интернет страницата Волкано со седиште во Србија ќе стане забранета по барањето на министерот Андоновски.